Јапонската влада ќе го помогне реновирањето на зградата на подрачното основно училиште Свети Кирил и Методи во Горни Подлог, за што веќе одобри неповратен грант во висина од 70.479 евра. Помошта е дел од меѓународната програма Грант помош за поддршка на мали проекти, со која се финансираат вкупно 5 проекти во Македонија. 2 од нив се однесуваат на реновирање на објекти во населените места што претрпеа штети нанесени од поплавите во 2015 година, а кај останатите проекти се обезбедува помош за моменталната бегалска, односно мигрантска криза. Потпишувањето на договорот за одобрување на средствата се реализираше во Јапонската канцеларија за врски во Скопје, пошто локалната самоуправа како носител на проектот ќе ги преземе активностите за избор на изведувач и реализација на градежните работи. Поради претрпената штета во училишната зграда во Горни Подлог има провев и е студено во текот на зимскиот период, а влагата е значително проширена и представува опасност по здравето на учениците и вработените. На последната седница на Советот на општина Кочани беше дадено кратко образложение за проектот, односно што е планирано да биде опфатено со реконструкцијата. За проектот санација на училиште во село Горни Подлог, проектот се однесува на реновирање на училиштето, односно замена на кровот, фасада, прозори и делумна обнова на подот. Училиштето во Горни Подлог е изградено пред 50 години, а во изминатиот период само еднаш имало градежни зафати за доградба и извесна реконструкција. Се работи за објект во кој настава од 1 до 9 одделение следат 130 деца од ова и соседните села Мојанци и Долни Подлог. Училиштето има потреба од реновирање откако беше погодено од поплавите во февруари 2015 година. Инаку, покрај Кочани, грантови за своите проекти добиваат и општините Берово, Куманово, Свети Николи и Кривогаштани, за што владата на Јапонија доделува вкупна помош од 302.000 евра.